Зборуваме за еден меѓународен форум под наслов Жените пишуваат историја, што ќе се одржи во Скопје. Женско лидерство е генерално темата и тоа е во пресред на Меѓународниот ден на жената. Па на почеток би ве прашал зошто токму сега ваков форум жени лидери, женското лидерство го врзуваме со 8 март. Нели треба за успешните жени, за жените кои пишуваат историја да се зборува сите 365 дена? Да. Прво, добро утро на сите гледачи на Телма телевизија. Благодарам за можноста да зборуваме на оваа интересна тема. Ние како универзитет имаме два институти кои што постојано прават истражување кои теми би требало да бидат дел од општеството, а од друга страна пак така некако добиваме навигација како професори во која насока да се движиме во поглед на да бидеме актуелни пред студентите, како што новинарите нели се актуелни пред својата публика, ние имаме така таа микропублика која што секојдневно не следи и некако овие женски теми се повеќе и повеќе се провлекуваат. И решивме дека еве по повод 8 март меѓународниот ден на жената, токму треба да отвориме една ваква тема, што значи жените, како жените пишуваат историја, кој е нивниот момент кој што они посебно се соочуваат во рамките на тој кариерен пат. И така решиме да го направиме овој меѓународен форум за женско лидерство, кој што ќе биде под мотото Жените пишуваат историја во понеделник на 6 март. Да, жените пишуваат историја и тоа е несомнено. Така. Меѓутоа, сегашноста не е толку светла и розова и во таа насока е прашањето дали за родовата еднаквост треба да се зборува секој ден, а не само пред и околу 8 март и на 8 март. Со оглед на тоа што има и Државниот завод за статистика едно истражување кое го нарекува историско, спроведено во 2022 и заклучоците од таму се генерално далеку од позитивни и од охрабрувачки. Генералниот заклучок е дека во Македонија пред Македонија е се уште долг пат кога станува збор за родовата еднаквост. Кога ќе ги погледнеме оние дневни статистики на родово насилство, семејно насилство, жената е секогаш жртва. И покрај тоа што, како што сама кажавте, има докажани кариеристки во дипломатијата, во бизнисот, во образованието, впрочем, сите овие дами ќе земат и дел учество на вашиот форум. Меѓутоа, што е со онаа сива реалност во остатокот од годината пред и по 8 март? Апсолутно се согласувам со заклучокот дека секојдневно жените се соочуваат со потешкоти во функционирањето. Значи, кога зборувам функционирањето, мислам и дома, и на работа, и во секојдневието и така натаму, бидејќи можеби се уште оние стереотипи кои што се останати од некој претходен систем се провлекуваат и за жал во 2023 веќе година. Во поглед на статистиките загрижена сум затоа што нон-стоп не само на политички, туку и на секаков план се зборува за родова еднаквост, за таа не знам, за стапеност и така натаму, меѓутоа статистиките како и што заклучил Заводот за статистика на Македонија се поразителни и можеби моментот на колку само да има жени да го кренат процентот останува баш да се потенцира во дадени ситуации. Можеби ако ги покреваме овие прашања, ако отворено зборуваме за проблемите, сметам дека таа родова застапеност или еднаквост во професиите и општо во самото општество би била поголема. И затоа е добро да имаме вака форуми, дебати, семинари, отворени емисии и така натаму, каде што ќе може да кренеме таа свест за застапеност на жената во секое поле од општеството. Да, кога рековте веќе за застапеноста на жените, имаме неколку пратенички, едва и на прсти можат на една рака да се избројат градоначалничките, кога станува збор за жените во политиката, меѓутоа за среќа се поброени оние жени кои пишуваат историја во медиумите, во културата, уметноста, во образованието, па и во спортот. Меѓутоа ќе ми дозволите тука само како мотивација за натамошниот дел од разговора да ви прочитам дел од заклучоците кои ги донесува истражувањето на Државниот завод за статистика и вели вака: доколку се земе населението во целост, повеќе момчиња и мажи има помеѓу помладите возрастни групи, но повеќе жени како што населението старее. Жените се одлучуваат да имаат деца подоцна во животот. Речиси 1/3 од девојчињата од ромска популација имаат живородено дете пред 18 годишна возраст. И мажите и жените во Македонија стапуваат во брак се подоцна. Кај девојчињата од ромска заедница се уште се честа појава детските бракови.
просечната возраст на населението па ја рангира, па девојче родено во Македонија денес може да очекува да живее 77,9 години, а момче 73. Значи машкиот животен век е помал. Понатаму вака ги набројувам дел од оние кои се поинтересни. Бројот на посети на постродилна грижа за новороденчиња е значително поголем од бројот на посети на мајките. Смртноста кај родилките во официјалната евиденција е ретка. Па натаму родовите стереотипи играат улога во одлуките кои предмети ќе ги учат жените. Поголем дел од жените се запишуваат во високото образование отколку мажите. Еве, например, уште еден поразителен факт. Точно. Кога станува за збор за образованието на жените. Дали е така кај вас на универзитетот? Апсолутно. Кога ќе размислам вака како колку студенти, колку се машки, колку се женски, апсолутно доминира женската популација. Со тоа што и свесноста за надоградба и на учење и на усовршување понатаму кај жените некако барем мојот впечаток е дека некако поголема за разлика од кај мажите, иако најчесто кога во отворен разговор онака опуштено зборуваш со нив зашто тоа го прават, зашто би сакале да се запишуваат на магистарски па и на докторски студии, се е тоа надежта дека нешто ќе го сменат како свое животно прашање во смисла на текот на животот. Се согласувам со заклучоците и мислам дека сме сведоци на едно општество и на едно време каде што за жал се уште стереотипот на жената која што треба да седи дома, да биде домакинка и ништо друго. Тие се следните дел од заклучоци кои уште сакав да ги додадам. На пазарот на труд постои родова професионална сегрегација. Мажите почесто работат како работодавачи или се сметаат за работници со сопствена сметка, додека жените обично работат како вработени лица. Жените се многу почесто неплатени семејни работници. Има повеќе невработени жени отколку мажи без образование. Жените што живеат во руралните средини имаат најниски стапки на вработеност. Што вам како жена еве од кариера, која гради универзитетска кариера, како универзитетски професор, најмногу ви пречи во македонското општество денес кога станува збор за родовата еднаквост? Кога станува збор точно за родовата еднаквост, прво што најмногу ми смета, не само во таа универзитетска кариера, неко и општо во животот, ми смета жена, не можеш ти тоа да го направиш. Или не знам, претходно сум се занимавала со односи со јавност и дел од и новинарство и така натаму. Очите подруго те перцепираат кога си жена некако. Не знам, се соочуваш со тој баш стереотип дека си жена и тука некако бариерата наеднаш настапува. Кога веќе ќе почнеш подлабоко да зборуваш, ако ти дадат прилика, нели можеш да се не да се докажеш, него да се доискажеш за она што сакаш да го постигнеш. И некако тука настанува таа првична бариера која што навистина смета секаде. Второ, ви кажувам и претходно го споменав, моментот дека ако се прави да речеме една, не знам, листа политичка или некаде треба да се вработат, има одреден оглед за вработување, се ставаат жени колку само да се дигне процентот. Не се гледа баш професионалност, на спремност на портфолиото, CV-то и така натаму. Можеби јас како во мојата професија сум се соочила така, можеби тоа не е во другите професии, меѓутоа разговарајќи со другарки или пријатели од различни профили, заклучокот е дека навистина жената се уште тапка во место во македонското општество. Што мислите за оние така наречени или што треба да бидат комплименти кога зборува мажот, па кога вели мојата поубава половина кога зборува за својата партнерка или кога вели понежниот пол, и дали да се биде понежен пол во Македонија е предност или слабост со оглед на тоа како стојат работите? Можеби е предност од една страна затоа што тоа и дава некој комплимент на самата жена и можеби тоа, ако си малку поемотивен, па некако ти ги отвора крилата да можеш да имаш широк диапазон на изразување. Кога зборувам за изразување, мислам на секакво и професионално и нели усно, меѓутоа кога тоа можеби е кажано со некоја си доза колку да треба да се кажи, некако се чувствува тој момент дека не е баш предност да бидеш тој понежен пол, бидејќи од сам старт стереотипот на тоа е понежен пол, не може тоа да го направи, почнува од тој момент. Дали во таа смисла тоа е и ограничувачки фактор кога станува збор до патот на професионалниот успех? Апсолутно се согласувам.
Да, Потешко е жена да успее денес во македонското? Мислам дека потешко е да жена да успее, токму поради стереотипите кои што владеат, иако гледајќи историски во македонската историја баш жените ја носат таа македонска преродба некаде околу 19 век. Тука можеби би сакала да ги спомнам сите оние жени кои што помогнале во таа преродба на делата на Јоаким Крчовски, на пример, кој што нели е дел од современиот македонски јазик. И тука се гледа баш таа подготвеност на жената да направи се само за да успее. Можеби би ги спомнала тие три клучни жени кои што баш во тој период биле дел од таа да речам историја. На пример Бесцена Попсимонова која што да речеме дала 10 гроша за да успее делото на Јоаким Крчовски. И така натаму има и многу други, има и сопругата на Димитар Миладинов кој што пишувала многу писма до семејства за да нели успее ослободувањето негово, неговата сестра која што успева да го зачува неговото дело и да го промовира понатаму, што значи дека жената уште од сам почеток на таа македонска историја била таа која што се борела да нештата тргнат напред и можеби не за џабе постои таа изрека ако сакаш нешто да се заврши дај му на жена. Да, и како денес жените ги менаџираат врските и дома, и во домот, и во семејството, и на работа, или пак да прашам поедноставно, зошто жената треба да се погрижи за јадењето на децата или да направи ручек пред да отиде на работа и таму да биде еднакво успешна со мажот? Постои ли тој стереотип се уште, односно постои, имајќи предвид дека живееме во земја каде што тие традиционални семени традицијата е се уште силна. Да, се согласувам дека сето тоа се уште постои за жал, иако не сметам лично, а и од своје искуство, нели, дека баш тој ручек треба да го направи само жената, а не може тоа да го направи мажот, иако можеби тука ќе направиме една мала дистинкција меѓу живот во рурална и во градска средина. Можеби тука е тој момент каде што повеќе тие традиционални вредности, односно тие традиционални навики се во тие порурални средини, меѓутоа апсолутно дека и во градските средини постојат такви работи, иако не би требало да биде нели тоа така, зашто јадење треба сите да седнеме да јадеме без разлика дали сме машки или женски. Бидејќи еве на форумот ќе зборувате за женското лидерство, колку на Универзитетот за туризам и менеджмент се застапени жените и дали вие таму универзитетските професорки сте направиле некакво истражување колку дамите во Македонија се распоредени на клучни менаџерски позиции, не само во политиката, бидејќи нели многу актуелно се зборува за жени политичарки, меѓутоа еднакво успешно или еднакво добро е да се има и жена менаџер на врвна позиција во некоја компанија, во медиумите, во образованието и во другите сфери. Да. Спремајќи се за ова интервју и општо за нели форумот кој што ќе биде во понеделник на 6 март, дојдовме до фактот дека прво на нашиот универзитет доминираме како женска популација, што навистина можеби трга од фактот дека еве таа професорска кариера повеќе имаат жените отколку мажите. Во поглед на тие клучни позиции, особено во бизнисот и во медиумите, исто така доминираат жените, што значи дека можеби нема да ги кажам дека тие се женски професии, затоа што навистина има и успешни новинари и бизнис луѓе кои што се на почелните позиции, меѓутоа ме радува фактот дека на поголемите компании во Македонија, па и на управните одбори кои што ги водат компаниите се токму жени и навистина успешни. Зошто тогаш сепак во Македонија се уште постои онаа разлика помеѓу тоа која е идеална женска професија, која е типично машка професија? Или сметате дека се загуби таа граница? Не се загуби границата. Сметам дека тоа е последица на еден претходен систем кој што сме живееле, можеби дел од традицијата, можеби дел од стереотипите кои што владеат во општеството и се надевам дека овие помлади генерации тоа ќе го променат, бидејќи на крајот на денот сите сме луѓе. Кое звучно име ќе говори на форумот, со кој учесник гостин може да се пофалите, бидејќи станува збор за меѓународен форум на кој ќе учествуваат и гости од странство, односно гостинки од странство. Да, значи форумот ќе биде поделен во 5 панели каде што ќе посветиме жени од меѓународна заедница и дипломатијата, ќе посветиме на образованието, културата и уметноста, бизнис секторот и мислам дека може да се пофалиме ако биде тоа така. Наша гостинка
Ленга ќе биде гувернерката на Народна банка, ќе имаме од меѓународна заедница амбасадорката на Кралството Шведска, ја имаме со нас ќе биде преку видеоврска и заменик градоначалник на Ерусалим, ќе биде и градоначалничка на Ерусалим. Ме караат овие дена за таа продова. За ословувањето. Апсолутно. Со нас ќе биде и исто така амбасадорката на Грција, Илина Мангова, заменик директор на ИРИ институтот. Потоа имаме во поглед на бизнис секторот, ќе имаме доста гости гостинки кои што ќе бидат се на челни бизнис позиции во нашата држава, меѓутоа да не откривам. Сега ќе треба да се видиме и после форумот. Поканивте жени од руралните средини да чујат, да видат? Да, ќе имаме и жени од руралните средини. Какви пораки ќе бидат испратени таму? Да, ќе бидат дел од публиката која што ќе биде во нашиот универзитет, меѓутоа ќе има и учеснички. Кај нас нема стереотипи, нема предрасуди, ние сме и рурална и градска средина исти. Така што третманот ќе биде исти. Така, на крај, што сметате дека за жената во Македонија со оглед на сите севкупните политички, економски, социјални и општествени движења би било најголем предизвик за македонската жена во оваа декада, во наредните години? Со оглед на тоа што со што се соочува жената во секојдневието, мислам дека еманципирањето на жените би требало да биде фокусот на она што во иднина треба да го направиме ние како држава. Во која смисла еманципирање, голем збор, зборуваме цело време за тоа? Во смисла на кои се клучните поенти на кои македонската жена треба да се фокусира? Па сметам дека едукацијата и на сопствената надградба треба да биде она за која што треба да се фокусира жената во идниот период, бидејќи некако од таму се црпи целата енергија како понатаму. Јас би посакал успешен меѓународен форум Жените пишуваат историја и за жените лидери да испратите добри пораки, меѓутоа ете и таа порака дека не е само 8 март. Апсолутно. 8 март нека си остане меѓународен ден за жената, меѓутоа дека жената треба да се слави и почитува секој ден и мислам дека тоа е нивото до кое треба да стасаме за да стасаме до некое задоволително ниво на родова еднаквост во Македонија. Да, колку поотворено зборуваме на проблемите, можеби тоа ќе биде моментот каде ќе го најдеме решението. Викторија Треков, ви благодарам за гостувањето во утринската програма на Телма.